Здраво, Македонија! И денеска ќе се дружиме со нашиот омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Знаете дека веќе нашите надпреварувачи се подготвени, чекаат да бидат повикани стандардно, како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикаме денешните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Слободан и Роберт. Повелете. Здраво. Одлично. Слободан, здраво. Здраво. Како сте? Одлично. Одлично. Расположени денеска за уште една партија Листа за 300? Секако. Супер. Минатиот пат добро поминавме. Супер. Супер. Крајна сума 150 евра, не беше така? 150. Супер. Денеска ќе имате повторно шанса, но и нови противници. видиме. Сега имаат разлика една, денеска домаќини сте. Да, мислам дека ќе. Има разлика некоја? Не дава предност тоа што сме Не дава домаќини. предност, да. Малку времето разлика, иначе се друга. Тоа е тоа, да. Супер. Ако сте спремни, не би ви одземал повеќе внимание, односно да не сакате да додадете нешто, да немате... Не. Добро, да ја прашам. Па да почнеме со Листа за 300 домаќини, може? Може. Домаќини, ваша домаќинската кабина, повелете. А секако, тука во нашето студио си нивните противници без кои што не можеме никако да продолжиме понатаму. Да ги поздравиме Сашо и Александар, повелете. Здраво, господа. Како сте? Одлично, вие како сте? Добро. Здраво. Денеска искусни квизаджи, ја што викам, добро, Роберт е можеби најискусниот. Второ учествуваме во Листа за 300. Ќе биде интересно. Апсолутно. Вие спремни сте? Се надеваме. Како и секогаш. Така и денеска кажа. Супер, да не сакате вие да додадете нешто. Јас сакам да ги поздравам внуците Вивијан и Александар. Вивијан и Александар и од мене еден голем поздрав. Денеска дедо го гледаме, така? Така е. Ке навиваме за него, се надеваме на најдобар исход. Те не сакаш и ти да додадеш нешто? Немам ја што да додадам. Нема што да се додаде, така. сите чекаме да почнеме со Листа за 300. Па да не ви го одзимам времето. Почнувате како предизвикувачи, дали ќе станете домаќини, дознаваме во продолжение. Повелете во предизвикувачката кабина. Благодариме. Слободан и Роберт, односно Сашо и Александар, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно да провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. Ке ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. А Сашо и Александар, дали се слушаме? Да. Немаме никакви пречки, знаете. Како да работите, нема да се повторувам. Сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме на домаќините и потоа продолжуваме понатаму. Слободан и Роберт, дали се слушаме? Да. Немаме никакви проблеми, така, пречки. Не, супер. Домаќини, може да стартуваме? Може. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Сега да си започнеме со Листа за 300. Стандардно си започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови кои завршуваат на буквата С. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник кои завршуваат со буквата С и кои ги има од 3 до 5 букви, односно зборови на 3, 4 или 5 букви што завршуваат со буквата С. Се прифаќаат сите видови зборови без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и кратенки. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Моментално во таа улога се наоѓаат Сашо и Александар. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Слободан и Роберт, а Сашо и Александар, кога ќе имаме понуда, да ја чуеме. Десет. Започнуваме со 10, 12. 12, 14. 14, 15. едно повеќе 15, 16. 16. Ке може ли само еднаш да повториш темата, извини? Да, секако. Бараме зборови кои што завршуваат на буквата С, но треба да се од 3, 4 или 5 букви. Да. Се прифаќаат сите видови зборови, освен лични географски имиња, имиња на компании и така натаму. Едно повеќе.
Едно повеќе значи 17. Им ја повторував темата за да не дојде до забуна, бараме зборови кои што завршуваат на буквата С на 3, 4 или пак 5 букви. Последната понуда е 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 26. Две повеќе 26. 27. 27. 28. 28. Не одговараат? Пушти. Нека одговараат. Да одговарат? Ајде да видиме. Сачи Александар, имаме 28 празни полиња, треба да ги испишеме со зборови кои што завршуваат на буквата С и кои се составени од 3, 4 или пак 5 букви. Доколку сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Без. 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 Б. 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 Без. Без. Добре. Така е, точен одговор. Без. Без. Така е. Крос. Така е, точен одговор. Ерес. Ерес. Точен одговор. Трас. Трас. Така е. Има, ајде, мислете. Има зборчиња. Имаме и време. Стас. Стас. Така е. Икс. Икс. Така е. Спас. Не, спас. Така е. Зарез. 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 Така рековме ли за... Зарез. 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 Z-A-R-E-S. Сашо и Александар, дали добро слушнав? Z-A-R-E-S. Така рековме, да. Така. За жал, зарез, зборот во македонскиот дигитален речник не се сретнува како таков.
Многу ми е жал, добро тргнавме, стигнавме некаде до 9, може би требаше да се префрлиме на оние зборчиња на 5 букви, како, нели, аванс, анекс, атлас, малце да почнеме, убаво рековте на почетокот, да почнеме по азбучен ред, не знам зашто се предомисливте, може би така полесно редот ќе се фатеше и ќе стигнавме да ги кажеме овие зборчиња, затоа што ги има доста, сега ќе ги прочитам, ќе ви биде уште покриво. Како што реков, аванс, алекс, анекс, атлас, бокс, бриз, гипс, глас, дрес, егос, ерес, занес, зачас, износ, ирвас, потоа кокос, јас, патос, оглас, силос, ужас, украс, фокус, фотос, хаос, чипс, штос и така натаму. Но ништо не е готово за Сашо и Александар, имаме уште една лицитација за играње која што ќе одлучи како ќе се одвиваат работите, но пред да продолжиме понатаму, Слободан и Роберт, честити за првиот освоен поен денеска, резултатот е 1-0, но тоа не значи дека можеме многу да се опуштиме, имам уште една лицитација, како што реков. А како што напоменав, драги гледачи, имаме уште една лицитација за играње. Оваа лицитација многу им значи и на едните и на другите. Доколку победат Слободан и Роберт, ќе се пласираат директно тука и ќе бидат соочени со темата од нашата листа, со можност нели да освојат и парична награда, но доколку тоа го сторат Сашо и Александар, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена. Затоа, да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: крајбрежни држави од Африка и Америка. Извор: сајтот на Светски атлас. Бараме имиња на признати суверени копнени држави од Африка и Америка. Значи сите три дела на Америка кои имаат излез на било кој океан или море, вклучувајќи го и Средоземното море. Со еден збор ги бараме оние држави кои вообичаено ги нарекуваме крајбрежни држави. Морам да напоменам дека уште еднаш дека не се признаваат оние целосно островски држави, да речеме Исланд. Не би можеле да го играме, Ирска не би можеле да играме доколку би била некој од одговорите. Затоа бидете внимателни. Така. Убаво си каже. Слободан и Роберт, дали не е јасна темата? Да. Добро, ќе се договараме по пат. Сашо и Александар, дали не е јасна темата? Ако има нешто ќе се објаснуваме по пат. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Сашо и Александар. Барем сега за сега. Сега ќе дознаеме како ќе се одвиваат понатаму работите. Со таа цел ќе ве замолам сега да исклучиме кабината на Слободан и Роберт, а Сашо и Александар, дали имаме понуда? 7. 7. Започнуваме со 7. 12. 12. 13. 13. 11. Ја 13, слушав, се извинувам, само да прашам уште еднаш, дали рековме 11 или 13? 13. 13. Убаво сум слушнал, 13. 13. Да. 15. 15. 16. 16. 20. 20. Чисто за информација, повеќе од 50 држави се. Чисто ако сакате да играте некако со бројката. Сега стигнавме до 20. 21. 21. Ги има повеќе од 50 држави се, Знам. да. А ја ги знам сите амерички, така да 22. 22. Колку рекла? 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Се бидете внимателни. И оние знаат таа информација дека се повеќе од 50, затоа... Да, може да... Нека одговараат. Ајде да пробаме, да видиме. 26, не е малце. 26 надавање имаме. И ни треба 26 крајбрежни држави од Африка и Америка, ако сакаме да го освоиме и вториот поен. Канада. Канада или Канада. Така е.
Соединените американски држави. САД или Соединетите американски држави. Така е. Чекај само Марче, нешто те прашам. Повели? Во САД државите што се доле. Не, сојузните држави не. Сојузните Да, не. не. Добро, добро. Мексико. Мексико. Така е. Никарагуа. Никарагва. Точно. Гватемала. Гватемала. Коста Така е. Рика. Коста Рика. Точно. Салвадор. 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 Молим те уште еднаш името на државата Слободан. Може да не го кажам, да го ескивирам. Дали може да не го кажу? Не, мора. Мора, дизвин. За Салвадора? Салвадор. Салвадор. За жал, не постои само Салвадор. Ел Салвадор е името на државата. Се држиме до правилата. Многу ми е жал, но не може да се признае одговорот. Слободан и Роберт, знам дека вас не ви е пријатно ова, но на мое огромно задоволство ќе играме пенали. Не знам зошто, но многу се ги сакам пеналите Слободан и Роберт. Сконцентрирано во продолжение. Еве, вакви киксови можат многу да не коштаат, затоа внимателно. Сашо Александар, честитки за првиот освоен поен, сега резултатот е изедначен и пеналите ќе бидат тие што ќе одлучат кој ќе застане тука на главната бина. Знаете, драги гледачи, дека на пенали одговараат напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Но, пред да соопштам темата за пенали, да ви ги прочитам барем дел од оние крајбрежни држави од Африка и Америка. Тука ги имаме Аргентина, Ангола, Алжир, Бразил, Венецуела, Египет, Еквадор, Еритреа, Јужна Африканска република, Канада, Камерун, Колумбија, Мароко, Намибија, Панама, Сомалија, Сенегал, Судан, Танзанија, Тунис, Уругвај, Хондурас, Чиле, Џибути и така натаму. Меѓу овие е и Ел Салвадор. А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе одлучат за судбината на Слободан и Роберт, односно на Сашо и Александар. Чисто да резимираме на самиот почеток. При првата лицитација, Слободан и Роберт, благодарение на киксот кој што го направија Саши и Александар, го освоија првиот поен. Потоа им се падна тие да одговараат, па благодарение на нивниот кикс, вториот поен отиде кај Сашо и Александар. За на крај, на моје огромно задоволство, да продолжиме со листа за 300, односно со пеналите. Па да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Назад, назад, Калино моме". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во песната "Назад, назад, Калино моме". Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Слободан и Роберт, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Сачи Александар, дали не е јасна темата? Знаете дека при пеналите први со одговарање започнувате ковните предизвикувачи. Обично не ги играме зборовите од насловот, но сега затоа што се парен број, односно не се, нема да ги играме, се извинувам, да, еден збор се повторува, назад, назад, Калино моме, нема да ги играме зборовите, затоа што нема да биде фер према еден од надпреварувачките парови. Како што реков, први со одговарање започнуваат Сашо и Александар. Повелете. Оди. Извини? Оди. Оди. Го нема оди. Го нема оди. У песната одиш го. Сашо и Александар, оди, само како оди, за жал го нема. Да, ќе ти прочитам за да не им дадам одговор на вашите противници, да видиме дали ќе погодат. Ако погрешат, си продолжуваме како ништо. Доколку погодат, мислам дека знам за кој дел од песната мисли. Сега, само секунда. Слободан и Роберт.
Дали имате одговор? Река. Река. Река е точен збор. Сега вака, со Сашо и Александар пред било што. Предпоставувам дека одевме за овој дел. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Одиш е стихот. И после има уште еднаш и во другата строфа повторно е одиш. Оди само како оди нема. Многу ми е жал. Слободан и Роберт, честитки за победата. Ке се видиме тука повторно на главната сцена. Пред да продолжиме понатаму, еве ја уште еднаш да ги прочитам зборовите од песната Назад, Калино моме. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, не ке можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас сокол пиле и пак кај тебе ке дојдам, гора ќе прелетам, кај тебе ќе дојдам, вечно твоја ќе бидам. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има длабока река, не ке можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас мрена риба и пак кај тебе ке дојдам, река ќе препливам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ќе бидам. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас имам убава жена и две мали дечиња. Ке се сторам јас црна чума и пак кај тебе ке дојдам. Жена ке ти сотрам, дечиња ке гледам, вечно твоја ке бидам. Тоа се зборовите од песната Назад, Калино моме. Сашо и Александар, ви благодарам денеска за учеството. Искрено се надевам дека повторно ќе се дружиме во листа за 300. А сега не ми останува ништо друго, освен Слободан и Роберт да ги повикам тука и да видиме дали ќе освојат парична награда. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузато. Слободан и Роберт ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ми ја соопштам и темата подготвена. Имаме убава темичка за денеска. Се надевам дека ќе ве донеси до убава парична награда. Минатиот пат, Слободан, што одговаравме? Сорти јаболка. Сорти јаболка. За денеска што се зеде? Сорти цвекло. Да, ти даде. Знаеш ли стварно сорти на цвекло? Ниедно. Ја исто. Реков ке ми изненадиш, ке ми кажеш како не. Ке ги знам. Не знам дали има некоја сорта на сигурно има сорти. Сигурно, да. Сигурно има од се има многу. Знам дека има преку 1000 сорти на банани. Сериозно? Сериозно. А за цвекла не знам. Јас знам дека има мали банани, знам овие банани што ги јадеме. Толку. Иначе не знам дека има повеќе од 1000 сорти Преку од банани. 1000 сорти, да. Ја бев изненаден кога сме кај бананите, веќе дека Исланд е една од поголемите произведувачи на банани. Да, сериозно, ја бев збунет. Покрај гезерите. Како? Кај гезерите. Да, кај гезерите е така, на топлото е направиле, не знам што како и се одгледуваат банани. Имаше едно време се пушти муабе дека се најголеми извозници на банани, но не се, да не влегуваме натаму, да не откриеме, може ќе имаме оваа тема понатаму. Ќе те изненади и друг податок дека на Гренланд има овци. На Гренланд има овци. Овци одгледуваат. Што збориш, па што пасат на Гренланд? Да, кој ги знае? Има Има, да. 0,2% површина со трева. И таа искорил Еден Бог, да не залив. сериозно, откачени ми се посебно тие таму Цело стадо овци. северните земји што се што понасер толку пооткачени, наоѓаат најразлични начини како да преживеат во сурови услови. Секоја чест. И ние тука пробуваме во сурови услови да се снајдеме, ама тоа е тоа. Другарчија, пред да продолжиме понатаму со муабетот и да ве прашам што планирате како да ги трошите парите, на брзинка да се подсетиме со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што ќе треба да ги видиме сега. Пак ми се расипал прстот. Ајде го, проработе. Имаме 15 празни полиња кои што ако ги испишеме со точни одговори, ќе освоиме онаа максимална сума. Во меѓу време за 3 точни ваши одговори ви следуваат 50 евра. За 6. Ете така, не им ги зимајте парите на луѓето. За 6 точни одговори 100 евра. За 9 точни одговори 150. За 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука со парична награда од 300 евра. Минатиот пат земавте 150, сега се надевам дека ќе ве донесе темата и до 300 евра. Више ги имаш потрошено во твојата глава парите што ќе ги освоиш или... Абе ќе правиме ракија со чичко. Ракија ќе правите? Да. Ќе правите ракија, сакаш да кажеш? Да? Сам да произведувам.
Бравос. Не сме законски, нека не иде ова уетер. Да чуйте, бе, сега не се фаќаме до толку. А кој демек не прават другите, нели, не знаеме. Ајде, молим те. Ама ајде, да стварно да рипнеме темата, да ти направиме белја слобода. Ова е кod Сите досови чека. само- Да, така е. А кажи ми, тешко ли е да се прави ракија? Стварно, има ли... Па има процес, ама Се чим учи го низ знаеш, годините? се учи. Како најдобро се тестира ракијата? Така? Така. Да, знаам дека е така. Па мене ќе ме викнете за тестер на ракија. Ќе те викнеме ова Да, весна. готово договорено. Па во следна емисија, следна сезона ќе ти донесем. Ќе дојме Мигото- црвени цели ден, како што едва стоиме. Супер, весело, па имаме музика, имаме кај да седнеме, одлично. Да се вратиме, почнав да daydreaming да правам. Слободан и Роберт, имам, како што ви кажав, многу интересна тема. Се надевам дека добро ќе ви се одрази и вас, нели? Зуба Паришна награда. Знаете дека оваа година беше позната по Олимпијадата која што се одржа, летната Олимпијада во Париз, Франција. Дали ја гледавте? Гледавме нешто, да. Да. Нема да ве прашам за мислење за отварањето, сите си имаат различни мислења за церемонијата како се одвиваше. Мене спортот ми беше најбитен во целата Олимпијада и Исто мора да така мислам и признам, јас. да, ми си поменав супер. Ми фали. Од кога заврши летото рачуње до сега ми фали секој ден. Имав коги да влезам дома, што да гледам. Па сега му благодарам на тимот кој што одлучи да ме врати во тие убави месеци пред неколку месеца. Па темата е повторно поврзана со Олимпијадите. Слушајте добро Роберт и Слободан, а слушајте добро и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема држави домакини на најмалку 2 олимписки игри. Извор, сајтот на Олимписки комитет. Ги бараме имињата на државите кои биле најмалку 2 пати официјални домакини на било кои летни или зимски олимписки игри. Од 1896 година па се до последните 2024 година. Како да ви кажам, се морам да подобјаснам тука дека некои биле домакини на летни олимписки игри и на зимски олимписки игри, некои само на летни, некои само на зимски, но битно е, не е важно тоа, битно е да биле домакини на барем 2 олимпијади. Не е важно дали се летни, дали се зимски, дали се летна и зимска, воопшто не е Може важно. комбинација. Да, може и комбинирано, да. Кажи ми државите што веќе не постојат? Така, државите кои што веќе не постојат, можете да ги кажете, ако мислам сега нели не постоела, сега постои под друго име, ги признавам и тие. Добро. Тоа сакав да кажам, не се не многу така. Да. Добро. Па, Роберт и Слободан, кога ќе бидете спремни, повелете. Најде. Советски сојуз и Русија еднаш. Да. Ама еднаш на летни, еднаш на зимски. Еднаш на летни, еднаш на зимски. Па тоа рековме... Русија ти ја признаа како Русија, дали била СССР или Да, Русија, да ги признав. ги признаваат. Да, рековме дека може да не постојат некои држави веќе да се сменят. Тогаш ја кажува на Русија. Русија. Точно така, еднаш домакин како СССР, еднаш домакин Како Русија. како Русија. Односно на една летна и на една зимска олимпијада. Москва и Сочи. Така. Точен одговор. Соединети Американски држави. Соединетите Американски држави, апсолутен рекордер кога станува збор за олимпијади. До сега 4 летни и 4 зимски олимпијади се одржале во Соединетите Американски држави. Втор точен одговор. И за 50 евра, Франција. Франција, веднаш зад Соединетите Американски држави, држава која што има организирано најмногу до сега олимпијади, 3 летни и 3 зимски. Честитки за освоените 50 евра до сега. Да се множат, ајде. Што правиме сега за понатаму? Ќе одиме или си ги зимаме овие пари и си одиме? Да размислиме. Што имаш Германија, имаш Јапонија, имаат некако нема. Ама 2 пати. 2 пати бе? И Велика Британија. Великото кралство. Има многу земји, мислам дека преку 20 се што имаат организирано во По 2 пати. по 2 пати, да. Еме не може по 20. По 2 И пати. Југославија. Не се даде помалце, се даде ама на добар пат. Некаде, да. Југославија има само зимска. У Босна. Да. Нема да. Како беше и една и друга? Да, и зимски и летни. Или 2 зимски, 2 летни. Да, 2 олимпијади, без разлика дали се летна, зимска, како и да. 84-та беше Југославија. Па та лета е Југославија. Мислете на други. Па Германија е сигурна. Обединето кралство. Едната значи требаше да условот е едната. Олимпијада, дали зимска, дали летна.
Две олимпиади треба да се битно одржат. какви Да, се. само не е битно да се кои две, одржат. да. И Само две Значи не се, са? две не се у Југославија. Не се у Југославија, Баталија и Југославија. Баталија, Германија, Велика Британија и Јапонија. Одиме понатаму? Одиме, да. Добро, која ќе биде следната? Германија, Германија. Така, Западна Германија. Тогаш на организатори се досега на 2 летни и 1 зимска. Точен одговор. Јапонија, Јапонија. Јапонија. Организатор досега на 2 летни и 2 зимски. 4 олимпиади се одиграле таму. Точен одговор и за 100 евра. Обединето кралство или Англија. Обединето кралство, убаво до сега викаше Велика Британија и сега по последно Обединето кралство, не, добро си Обединетото кралство е домаќин на 3 летни олимписки игри, што значи тоа е 6-ти точен одговор. Честитки за освоени 100 евра. Што правиме сега понатаму? Размислете убаво, бидете внимателни, нели не сакаме да ги изгубиме и овие пари. Да. Кај си има друга игра, но си има во Бразил. Ама еднаш. Знам за еднаш. Има Јужноафричка република еднаш. Австралија. Грција. Грција има 2 пати. Грција има 2 пати, тоа сигурно. Сигурно. И Грција е само со 2 пати за сега што ја знаем. кажи уште некоја, мај. Не ти кажам која. Кога збореш? Бразил е сигурно. Бразил на карневал, сакам да одам. Која друга кажа? Добра од европските земји, Италија, Шпанија. Друга нема организирано 2 пати? Не сум сигурен, не знам за 2 пати. Добро, ако не си сигурен да баталиме тоа, што да кажеш? Боли него да изгубим. Имаме Грција, мора да има уште една европска земја организирано. Има и ти кажа пред малце. Сигурно, Италија или Шпанија. Може и двете да имаат организирано, ако ништо друго барем зимски, има скијање во Италија. И Грција, така? Значи Грција, Италија и уште една. Овие Северна Кореја, Јужна Кореја, Немаат олимпијада. Австралија. Австралија има. Има 2 пати. Што се мислиш? Не знам за 2 пати, Ајде. еднаш има. Ки идеме понатака. Ки идеме понатаму. Леле, ај сега ќе да знаеме. Уф, ајде, с кој ќе биде првиот одговор? Грција. 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 Не, ова го правам дека сум љубоморен, точен одговор. Така 2 пати организатори до сега. Италија. 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 1 летна и 2 зимски, точен одговор и Австралија. Австралија. кој ќе биде? 2 зимски се признава. Се Да, бе, да. и 2 летни и 2 зимски. Ај, Австралија нека биде. Австралија. Ајде да видиме. Вајда толкав континент има 2 организирано. Да се надеваме. Австралија. Како што рече, на толкав континент има организирано 2 летни олимпијади, што значи 9 точен одговор, 150 евра се сега во ваш джеп. Толку ќе биде. Веднаш пресече. Да. Толку ќе биде, чиме толку можам веднаш да кажам Сигурно дека можам ја друго да Норвешка кажам. е точен одговор, Шпанија немаше да биде. Нема? Не, Швајцарија не е тука. Со 2 сега ќе ги прочитам 2 зимски. 16. 2 зимски. Да, Швајцарија со 2 зимски. 16 се вкупно држави кои што 2 пати да Девет ги организирале. Да, девет ги кажавте, тоа сам да кажам уште 6, уште 7 останува. Сега ќе ви ги прочитам сите. Австралија со 2 летни, Австрија 2 зимски, Германија 2 летни и 1 зимска, Грција со 2 летни, Италија 1 летна, 2 зимски, Јапонија 2 летни и 2 зимски, Јужна Кореја 1 летна, 1 зимска, Канада 1 летна и 2 зимски, Кина со по 1 и летна и зимска, Норвешка 2 зимски, Обединетото кралство 3 летни, Русија 1 летна, 1 зимска, САД како што рековме 4 летни, 4 зимски, апсолутен фаворит, Франција со 3 летни и 3 зимски, им дише во вратот, и Швајцарија со 2 зимски. Тоа се оние држави кои што до сега 2 пати организирале или се одржала Олимпијадата кај нив.
Роберт и Слободан, севкупната освоена сума до сега во листа за 300 изнесува 300 евра. Како што знаете, на моје огромно задоволство ќе имате повторно шанса, односно се квалификувавте за следното издание на нашиот квиз. Супер. Ќе биде интересно. Уште 200-300 фала ти Уште таман сме. 200, да, тама ќе бидат. Море искористете ги сите 5 пати, имате 5 пати право да. на учество. Ако сите 5 пати по 150 евра взимаме, не рачунам, ќе се обрукам со математика, да. 750. Не, одма се откажувам. Не сакам да бидам меме после на социјалните медиуми. Шала на страна, со ова го завршуваме, драги гледачи, денешното издание на квизот Листа за 300. Се надевам дека и ви уживавте онолку колку што уживав и јас денеска, како што видовте. Слободан и Роберт денеска ќе се заминат со плюс 150 евра на нивното конто, но и право за учество во следното издание на нашиот квиз, со што нормално имаат шанса да го зголемат нивното парично салдо севкупно. Затоа, во продолжение останете со програмата на телевизија Сител, чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!